Бог да ги прости и нека им биде вечно царството небесно. Немам зборови за утеха. Нема добра вечер, нема добре дојдовте, нема како сте. Втора недела поред не ги користам овие зборови со кои вообичаено ја започнувам секоја епизода на седмица. Ово е прв пат од како ја правам емисијава, односно прв пат за цели 8 години да не можам 2 недели поред од тага да ги изустам овие зборови. Болката е предлабока, корне. Само посакувам Бог да им даде сила на семејствата да издржат, некако да ја преживеат болката, а на повредените сила и здравие да се вратат меѓу своите. Мислам дека не постои поголема трагедија од тоа еден родител да треба да го закопа сопственото дете, како да му се срушил цел свет. Во четвртокот во Македонија многу родители токму тоа мора да го направат. Да ги упокојат своите прерано заминати чеда во нивните вечни почивалишта. Не можам ни да замислам ни што поминуваат. Само едно ќе им порачам. Не сте сами. Цела нација е со вас. Луѓе сте. Или со зборовите на Толстој. Ако чувствуваш болка, жив си. Ако чувствуваш туѓа болка, човек си. Сите ја чувствуваме и делиме вашата болка. Реков, немам зборови кои може да послужат како утеха во овие моменти. Поклон до земја за болката по најмилите. Разбирлива е и со збор неискажлива тагата по залудно изгубените млади животи. Еве помина една недела од трагедијата и се уште не можам да си дојдам на себе, да си ги средам мислите. Не можам да поверувам што ни се случи. Верувам и повеќето од вас го мислат истото. Со што оваа педа земја, овој народ го има заслужено ова? Заре малку сме поминале? Но кога ќе почнеме да се колнеме, да си ја плукаме оваа земја, треба да се сетиме што ни дал Господ. Земја во која климата е кротка, во која ветровите се благи, во која нема разорни урагани, цунами, торнада, активни вулкани и ретко има катастрофални земјотреси. Ова не е сушна земја. Да, немаме море, но имаме безброј реки, 3 големи езера, потоци и извори. И никој не е жеден. Не е неплодна земја, туку токму спротивното. Семка да ви падне од джебот, ќе никне нешто. Шумовита е, ридеста е, но не е ниту каменеста, не е пустина, не е џунгла со заразни болести. Се е некако убаво, благородно, да речеме питомо. Прекрасни планини, реки, езера, плодна почва и богата традиција. Богата со вкусни јадења, песни и приказни. Земја што ни дала се, што ни треба за живот. Тоа ни е од земјата, тоа ни е од Бога дадено. Ке кажат маката е од луѓето. Она што ја прави Македонија тешка сме ние, не таа. Не е до земјата, до луѓето е. Но не се согласувам. Не е можно ни до тоа да е. Да, Македонија е мала земја, малку не има, ама имаме големо срце. Зарем има поголем доказ за тоа од ова? Тивкиот херој во големата трагедија. Вака на социјалните мрежи го опишуваат младиот Јован Костадинов од Виница. Во моментите на хаос, страв, паника, 19-годишното момче успеало да влезе во дискотеката и да спаси 21 дете. За време на пожарот бил надвор, успеал да најде вода во близина, ја натопил маицата за да ја стави на лице и без двоумење влегол внатре, преку помошна просторија за да спасува луѓе, стои во една од објавите. И мајка на повредено дете јавно му се заблагодарува на Јован. Во најтемните моменти на паника и хаос, кога сите беа збунети и во страв, Јован се појави како светлина на надеж. Без да размислува го зеде мојот син кој беше под рушевините на дискотеката и го носеше на својот грб низ огнот и чадот, се до болницата во Кочани, со цел да го спаси, додека сите наоколу бегаа и се бореа за својот живот, напиша мајката на социјалните мрежи. Многу граѓани кои го познаваат, го опишуваат херојството на момчето кое го ризикувало сопствениот живот за да спаси туги и се молат за него да биде добар. Поради вдишување на чад е хоспитализиран на токсикологија и е во стабилна состојба. Министерот за здравство најави дека постхумно ќе биде одликуван Иле Гоцевски, возачот на Кочанската брза помош, кој почина на спиење ден по трагедијата, откако цела ноќ и утредента превезувал тешко повредени, дури 11 пати возел од Кочани до Скопје. Ова се само два примери кои докажуваат дека овој народ, во оваа земја е добар, гостопримлив, емпатичен, храбар, мирен и кроток. На моменти може би премногу. Не сме воинствени, не сме некакви освојувачи, не сме го посакале или зеле насила никогаш туѓото. И заради тоа сме пропатиле може би премногу во минатото, но никогаш не сме се откажале од овие особини.
Ретко кој народ на оваа планета може вака да се пофали. И токму затоа сега се прашуваме, па зошто побогу ова ни се случува? Зарем зборовите на дедо Миколе, како само за нас македонците, да се создадени сите црнила на овој свет, се толку вистинити? Не можам и не смеам да верувам во тоа. Може би таа добрина, гостопримливост, емпатичност, мирољубивост и кроткост не прави подложни на злоупотреби кои ни носат трагедии. Мислам дека некако се заборавивме, премногу се опуштивме или едноставно во последниве 3 децении како да кренавме раце. Ние повозрастните сме изгубена генерација. Не проголта проклетата транзиција. Заборавивме на младите, заборавивме на нашите деца. Што им оставаме нив? Каде ги водиме? Која е и каква може да биде нивната иднина? И затоа последната трагедија во Кочани сите не затекна. Не онеме, не замрзна. Од негрижа загубивме многу млади животи. Кочани загуби цела една генерација. Лекувањето на колективната траума ќе трае многу долго. Подолго од било што досега. Но прво што мора да направиме да ја погледнеме трагедијата во очи, да си ја признаеме и да си дозволиме да ја чувствуваме големата болка што ја носи. Да престанеме да се мачеме со прашања од типот шта би било кад би било. Прашања со кои несвесно бараме да ја вратиме контролата од оваа безпомошна ситуација во која се најдовме. Во овие мигови на голема тага и вознемиреност, прво што треба да направиме е секој да се сврти кон самиот себе. Да собере храброст, да биде подобар и похрабар, да помогне, да се најде некому, да се сплоти и да понуди рамо за плачење ако треба. Да и се најдеме на семејствата на оние прерано заминати деца, па дури ако треба само со една молитва. Знам дека многумина се и гневни. Гневни затоа што не можеме туку така да прифатиме дека ете сите црнила биле создадени само за нас. Посебно младите. И можеби со право се гневни. И како што реков, ние сме една изгубена генерација која навистина како да заборави на нив. Дозволивме еден од најголемите и најстрашните нус производи на таа пуста транзиција, корупцијата, толку да се вкорени што ве почна да зема човечки животи. И кога тука зборувам за корупцијата, не мислам само на системската, туку и за онаа која сите ние, обичните луѓе, како да ја прифативме како начин на живење или преживување, и во која може би несвесно сите учествуваме. Затоа минатата недела реков дека на некој начин сите имаме вина, зашто многумина и ме критикуваа. Но како македонец, како човек, стојам пред оваа трагедија со тешко срце и со прашања што не ми даваат мир. Искрено, меѓу тагата и гневот чувствувам и нешто друго – вина. И сакам да зборувам за тоа, не за да се оправдам себе или некој друг, туку да ве повикам сите на разговор. Гневот е природен. Кога толку многу млади животи ќе згаснат во една ноќ, нормално е да бараме виновници, но мора да почнеме од себе. И знам дека е најтешко некој да си ја прифати вината и да си ја признае грешката, но така е. Сите ние си носиме дел од вината. Зарем има некој во оваа држава, зарем познавате некој што никогаш и за ништо не фаќало во наводници врски за било што. Од најмала ситница па се до покрупна. Врски за на доктор, врски за да се извади некој документ, врски за во училиште, врски за да ви чуваат маса, врски за да не платите некоја казна, врски за на работа. Зборот врски ни стана синоним за да се заврши било што. Системот не е само корупцијата на високо ниво, системот сме и сите ние. Секогаш кога бараме некој во министерството да ни заврши работа, секогаш кога се јавуваме на училиште, да му пишат некоја двојка на детото, секогаш кога се распрашуваме кој е братучет, кој го знае докторот или судијата, или кога не пријавуваме некоја неправилност, ние го храниме тој ѕвер, што потоа не голта. Например, кога го видов списокот за тоа кој во Скопје имал лиценца, само 2 објекта, сватив дека кога и да сум излегол на пијалок некаде, во било кој локал, лично сум учествувал во таа корупција. Од тука се почнува, па се оди кон покомпликувани работи. Корупцијата оди рака под рака со неодговорноста. Тоа се двете лица на иста монета. Дури да не си примил мито, што ретко од нас, обичните луѓе, има направено такво нешто. Сепак, со самото оставање на лошите работи да си течат е опасно колку и корупцијата. Затоа пред да коментираме, да се погледнеме во огледало самите и да се запрашаме колку ние ги почитуваме правилата. И кога го велам сето ова, ни на крај памет не ми е да правдам некого, да амнестирам некого од одговорност. Далеко од тоа. Вистинските виновници за високата системска корупција, односно тие што го поставија овој трул систем во изминатите 3 децении, имаат име и презиме.
Тоа се сите оние кои не водеа, кои велеа дека ја градат државата. Сите оние политичари, функционери, бизнисмени, локални моќници, нормално со ретки исклучоци, кои наместо да служат како пример, кои наместо да постават систем на вредности, јаваа врз нашата несреќа и си ги полнеа џебовите. Не делава многумина ми замерија затоа што минатата епизода реков дека Македонија има хроничен проблем со корупцијата, но дека минатите 7-8 години е помината секоја граница. Па луѓе, зарем не е така? Ако порано барем се трудеа да скријат што и каде крадат, во последниве 7 години тоа се правеше јавно, пред нашите очи. Толку безобразен јавашлук немало никогаш. Последиците беа страшни. Зарем требали да ви ги споменувам модуларната болница во Тетово, несреќата кај Ласкарци или случајот со Дурмотурс? 75 луѓе платија со своите животи заради слична, па ако не иста системска корупција како и во случајот со Кочани. И кој одговараше? Продолжен кабел и 20 шофери. Толку. И после се чудиме како оној идиотот од Кочани и сите инволвирани дозволиле без грам совест една штала да стане дискотека. Дискотека која за жал на крај се претвори во масовна гробница. Сега разликата е што нема како и досега. Сега виновниците, кои како и во другите случаи имаат име и презиме, ќе одговараат. Во обсежна, темелна и експресно спроведена акција досега се осомничени дури 34 луѓе и 3 фирми. Собственикот на клубот, иако бил свесен дека не ги исполнува условите, му давал пари на вработен во Министерството за економија за да му биде издадена фалсификувана лиценца за работа на дискотеката Пулс. Против вработениот во Министерството за економија е поведена постапка и за примање на подкуп. Осомничени се и тројцата косопственици на клубот. Истрагата за трагедијата ги опфаќа и екс-министерот за економија Крешник Бектеши, поранешната државна секретарка Размена Цекич и повеќе вработени во Министерството. Сите тие со неизвршување на своите службени должности, што биле правно морале да ги извршат, не постапиле по прописите и техничките правила. Пропусти направил и поранешниот директор на пазарната инспекција Горан Трајковски, неговиот претходник како и тројца инспектори. Во ниту еден наврат не извршиле контрола над работењето на оваа фирма за да утврдат дали има лиценца. Истрагата ги опфати нели тројцата градоначалници на Кочани, Радко Димитриевски, Николчо Илиев и Љупчо Папазов, како и поранешниот директор на дирекцијата за заштита и спасување. Тие овозможиле Пулс незаконито да продолжи со вршење на дејноста спротивно на законот. За целиот тој период, општината примала уплати по основ на надоместок за угостителски објекти. За сите се бара 30-дневен притвор, а за повеќето од нив веќето е доделен од судот. Во притвор се веќе полицајците од Штипи Кочани кои дале позитивна согласност за работа на клубот, па така вкупната бројка нели стигна до 34. Постапка се води против 3 правни лица, самиот клуб, Агенцијата за обезбедување, како и фирмата што го изготвила основниот проект за пренамена на објектот во кабаре, иако тоа било спротивно на закон. Оние пак што го обезбедувале клубот не постапувале по план и безбедносна проценка, не спречиле внес на пиротехника и го преполниле капацитетот и пуштале малолетници. Значи, ако се сака, се може. Нема камен кој не е превртен. Нема некој што е инволвиран на било кој начин, а да не е приведен. Мислам дека на слобода останаа само чистачките кои реално немаат одговорност. Затоа реков, нема како и досега. Нема нормален човек што би заштитил некого за кого постојат индиции за директна или индиректна одговорност. Тоа го ветивме од првиот ден, тоа го покажавме и досега, така ќе продолжим. Свесен сум и за сомнежот кој постои кај вас граѓаните. Знам дека досегашните искуства на нашиот народ со вакви предмети беа болни и разочарувачки и од тука ја оправдувам загриженоста и сомнежот дека и овој пат е можно тоа да биде така. Но, нагласувам дека таа загриженост овој пат е непотребна и докажуваме преку нашите постапки дека има разлика и дека ние сме одлучни таа разлика да ја покажеме одговорно и посветено и свесни сме дека не смееме да ве разочараме. Затоа што, како што каже и премиерот, ова не е обична битка, туку битка за тоа Македонија дали ќе ја биде. Битка на народот и сите ние кои сакаме правда и држава за почит против трулиот систем, формиран со децении,
некако абстрактен поим, туку формиран од поединци со име и презиме кои го разјадувале и ја донеле државата до ова дереđе до кое што сме денес. Значи, ваква обсежна, темелна и експресно спроведена акција досега се нема случајна во Македонија. Институциите беа координирани и спремни како никогаш досега. Соработката резултираше со притворите на службени лица и други луѓе кои се поврзани со дивото работење на дискотеката. И тоа без разлика дали се од ВМРО, СДСМ, ДУИ, вреди, дали се македонци или албанци, мажи или жени. Сите кои имаат било каква врска се опфатени во истрагата. И друго исто така важно. Координираната соработка на МВР и обвинителството, видете какви резултати дава. За жал, требаше да се случи ваква невидена трагедија, за да обвинителството се разбуди и одговори на нивото на задачата. Одговорноста за луѓето што придонеле за оваа трагедија допрва ќе се утврдува на суд и да се надеваме дека барем во овој случај и судството ќе се освести, па како и брзата реакција на МВР и обвинителството ќе ги прифати доказите и ќе донесе соодветни пресуди, без политиканство и без она фаќање врски. Луѓе, од осамостојувањето на Македонија до денеска ова се случува за прв пат. И знам дека на многумина не им се верува дека ова е можно. Не сме навикнати вакво нешто да се случи кај нас. Навикнати сме сите истраги за сите досегашни трагедии да се влечат, да се развлекуваат, да се тактизира, да се види кој е, што е, каде е, од која партија е, дали може да се приведе и слично. Навикнати бевме еден продолжен кабел да биде виновник за тоа што 14 луѓе живи изгореа во модуларната болница. Само шоферот да биде виновен за тоа што кај Ласкарци загинаа 16 луѓе. И исто така само шоферот на Дурмо Турс да биде крив што 45 луѓе изгореа во автобуската несреќа во Бугарија. Значи, за разлика од сега, кога се преврте секој камен и секој инволвиран е приведен, овие три случаи, кои не чинеа 75 животи, завршија со истраги и пресуди кои се трагични како и самите несреќи. Но еве, бидејќи нема како и досега, има надеж дека конечно жртвите и нивните семејства и од овие случаи ќе добијат или ќе видат конечно вистинска правда. Беса Транс Ласкарци модуларната, тргнавме, сега нема запирање. Дивата дискотека во Кочани го поплочи патот за повторно отворање на овие три случаи во кои загинаа 75 луѓе. Пресудите со кои практично како единствени виновници беа пронајдени во еден продолжен кабел или само во возачот, кои ја револтираа јавноста, не се доволни за премиерот Мицкоски. Тој вели дека е во тек докаде се овие случаи и дека ќе бара проширување на истрагите за да се откријат сите детали за тоа што точно се случувало и дека ништо нема да остане нечепнато. Да идентификува не само возачот на автобусот или управителот на правното лице, туку да видиме во кој испитен центар кажале дека тој е технички исправен, кој ја дал дозволата да тој испитен центар функционира така како што функционира. Зошто во модуларната болница е променето Министерството од едно во друго кога е правена јавната набавка? Зошто кабелот е виновен? Корупцијата и трулоста на системот убива, а случајот со Кочани ја прели чашата. Само во последните 6 години и само во овие 4 случаи загинаа 134 луѓе. Сегашната загуба од 59 животи, од кои повеќето млади, како прескапо платена лекција ја отвора Пандорината кутија, затоа колку корупцијата го јаде општеството, но и ја зголемува се повеќе жетта за правда. Тргнавме, нема запирање сега. Сега одиме до крај. Или тие, или ние. Во животот постојат две работи. Или тој, или ти. Не може и двајцата, кога ќе имаме конфронтирање. Не може двајцата да обстанат. Или ние ќе обстанеме, Македонија и граѓаните од една страна, или мафијашите. Нема место за двајцата повеќе. Тука е заврши, помина, Рубиконот се помина. Во септември 2021 година во пожар во модуларната болница во Тетово животот го изгубија 14 луѓе, а десетици беа повредени. Беа обвинети двајцата директори на болницата и еден доктор. 2 години по несреќата директорите добија условни казни, а докторот беше ослободен.
Како причина за несреќата беше посочена искра од продолжен кабел, но никогаш не се отвори истрага на повисоко ниво, како што сега се случува со истрагата за дискотеката. Само 2 месеци подоцна во Бугарија се запали автобус на превозник од Македонија, Беса Транс. Загинаа 45 патници. Автобусот немаше лиценца за меѓународен превоз. Кривичниот суд во март минатата година го осуди сопственикот на Беса Транс, Беким Хаджиу, на 1 година и 8 месеци затвор за фалсификување на исправа. Скопска апелација ја укина пресудата и го врати предметот на повторно судење. И во овој случај не се бараше одговорност повисоко на скалилото. Во 2019 година на патот Скопје-Тетово, автобус на Дурмо Тур спадна во провалија во близина на Ласкарци. Загинаа 16 патници. Собственикот на Дурмо Турс си имал собствен технички преглед, на кој си ги поминувал автобусите. Возачот возел пребрзо, а кочниците не биле исправни. 5 години по несреќата, на почетокот на минатата година 6 мина беа осудени на вкупна казна од 39 години затвор. Фирмата Дурмо Турс по автобуската несреќа продолжи да си вози. И тука се заврши на одговорноста на пониските ешалони. Значи, Мицковски е во право кога вели тргнавме, нема сега запирање. Одиме до крај. Или тие, или ние. Сега е шансата нештата да се изменат. Сега мора да се покаже дека работите конечно ќе се сменат. Не само заради добрата волја на власта, туку поради тоа што така бара народот. Ако не се слуша волјата на народот, тогаш и оваа власт брзо ќе падне. Мора да се почне безпоштедна, бескрупулозна, остра и решителна акција против системската корупција. Без разлика кој од која партија, кој го поставил функционерот и слично. А гледаме дека таквата акција е започната. Закочени, приведени се бивши функционери, но и функционери на ВМРО ДПМН. Па двајца од градоначалниците кои се приведени се токму од ВМРО. Мала ли е разлика тоа? И акцијата не треба да застане на кочене. Треба да продолжи во секоја пора од општеството. Владата веќе отвори војна со наркокартелите, отвори војна со високата корупција, случаите со груби, лотарија, СМ, увоз на отровна нафта и мазот, отвори војна со корумпираното правосудство и треба да отвори војна сега и со ситната корупција. Например, после лиценците на кабарејата и дискотеките нека се проверат зградите. Хидранти дали има, нема, црева за пожар, излез за евакуација, светлосна сигнализација. Нели имаме фирми кои раководат со заедничките простори? Нека се проверат и тие. Нека се провери дали до градбите и дивоградбите на заедничките простори, вклучително и на надворешните скали, скривници и слично. Да се провери дали во сите згради, каде има кафетерии, ресторани, игротеки за деца и што ли уште не, дали е тоа дозволено? Дали смее така? Нека се проверат и училиштата и градинките. Дали имаат противпожарни апарати и хидранти, дали се во исправна состојба. Значи, како во случајот со Кочани, треба да се оди од вратарот до министерот. Така треба да биде на ниво на цела држава. И тоа нема да биде лесно. Ефектите нема да се почувствуваат веднаш, но мора од некаде да се почне. Кога велам дека нема да биде лесно, мислам на тоа дека не можете преку ноќ да искорените нешто што било засадено и растело цели 3 децении. Тој корумпиран систем ќе пружи отпор, како што и сега се обидува да пружи отпор преку злоупотреба на оваа трагедија, злоупотреба на тагата и гневот, злоупотреба која се граничи со некрофилија. Која ќе биде вашата порака вечерва? Мојата порака? Многу треба да направиме за да смениме. Многу. Прво од нас да почне, да престанат да се сликаат политичарите покрај повредени деца, покрај деца кои што се борат за живот, да престанат да ги користат овие за политички цели. Не интересира политика, затоа што политиката очигледно и корупцијата почна да не убива во вистинска смисла. Да не ја забораваме оваа трагедија. Да не ги забораваме. Господин Незаев, сте единствениот човек во последниве 2 декади кој што ја смени историјата во Македонија, кој што ја тргна маската на вештачкиот лицемерен национализам, кој што се криеше зад зборот демократија. Вие, господин Незаев, ја сменивте историјата и на Балканот, кој што во умот на секој интелектуалец низ целиот свет постои како црна дупка се уште, поради разорниот конфликт, поради национализмот, поради лажниот патриотизам, кој што ништо друго не ни донесе освен разор и конфликт меѓу сите нас. Вие, господин Незаев, сте првиот човек кој тоа го донесе. Вие сте најголемата мотивација поради која што јас, како еден
Да се избориме, ако ништо више, со тие протести за формирање на една експертска влада преку една позитивна селекција. Доста е веќе со ова бирање партиски кадри, него една позитивна селекција, едно јавно обвинителство со учество на странски фактор и еден целосен ветинг на се што е политичар, на се што е суди, на се што е обвинител во изминативе 30 години, не 30 дена, месеци претходни и сегашни, него 30 на години, и да се излезе со една со една изборна единица, отворени листи во кои младите предводени од студентите ќе ги артикулираат своите барања и интереси. Три области фати. Па да видиме јавноста за кого ќе гласа и како ќе гласа, без делење сендвичи, без манипулации и така натаму, и да видиме дали сме зрели за тоа. се одговорни лицата кои дозволиле пиротехнички материјал да се запали во затворениот простор. Тоа е само единствено полицијата. Нема тука економија, нема ништо друго, само полицијата дава абсолютно. Тука е кристално јасно. А од каде би знаеле полицајците? Како нема. Ја и ти не ни е гајле од кај они дознали. Они имаат должност да дознаат, бидејќи настанот е таков тип да мора да има анализа на ризикот од така голем настан со така голема публика во едно мало место. Тоа се прави, полицијата тоа го прави секогаш. Независно од тоа кој ги донел материјали. Како печурки се појавија разни цивили, џабири, некакви си студентски пленуми, се разграка бобиевци, секуловци, инфомаксовци, чегеварчиња, црвени млади и слично. Едноставно, шарените сакаат да се воскреснат, а не разбираат дека со тоа го покажаа јавно најтрулото нешто во нашево општество. И ова се само дел од тие ликови кои сакаат да ја злоупотребат оваа трагедија и да јаваат како некрофили на тагата на народот. И секој има свој интерес. Едни да се дограбат до власт, други да се спасат од зандани. И да се разбереме веднаш. Не сум против собери, не сум против тоа студентите да се организираат и да покажат солидарност. Не сум против тоа да се собере народ да покаже солидарност. Сите ние ја чувствуваме тежината на оваа трагедија. Болката е огромна, а бесот уште поголем. Но во овие моменти важно е да останеме разумни и обединети. Сосема легитимно и демократски е да се остават граѓаните секој како знае да искаже својата тага, болка, па дури и гнев и без во вакви моменти на колективни трауми. Секој има право, сето дека тоа го прави мирно, без насилство, преку молк да го изрази своето сочувство, гласно да се дере и да искаже незадоволство, да запали свеќа или да дојде на плоштадот во било кој град. Но има голема разлика меѓу таков собир и протест. Таквите собири искажуваат солидарност, се споделува тага, ете се пали свеќа и слично. На протест едноставно се протестира. И мислам дека студентите и најголемиот дел од луѓето кои излегуваат на плоштадите не се таму за да протестираат, туку поради тага. Сега за разлика од нив, политичките некрофили во името на крвта на децата сакаат дестабилизација, хаос и рушење. Закажуваат политички пленуми токму сега, кога Македонија трепери во тага, а целиот народ е завиен во црно и во голема жалост. А зашто им треба тој хаос и рушење? Верувајте, не е за да добијат некакви си избори. Утре да се распишат избори, јасно е како ден дека сегашната власт повторно ќе добие. Друга е целта. Првата е колективизација на вината. На што мислам тука? Имено. Иако сите видовме дека во случајот со Кочани, но и со модуларната болница, Ласкарци, Дурмо, Турс и сите трагедии, виновниците нели имаат име и презиме. Точно знаеме кој прогледувал низ прсти, кој примил мито, кој фалсификувал и што се не. И точно се знае во кое време тоа се случувало, на која политичка опција му припаѓа. Сега, ако ја колективизираме вината, значи сите се виновни. Сите се исти. И шарени, и леви, и десни, и СДСМ, и ВМРО, и левица. А од авион се гледа дека не е така. Колективната вина, значи џабе вие правите некоја истрага. Се ќе заврши како и претходно. Значи оваа истрага сега треба однапред да ја квалификуваат за фалична,
за да се оправдаат фаличните истраги за другите случаи. Па така виновниците за тие случаи, виновниците за тие фалични истраги ќе се амнестираат. А и сега гледаме дека не е така. Реков пред малку, ваква темелна, експресна и независна истрага Македонија нема видено досега. Втората цел што сака да е постигнат е дефокус. Да не се занимаваме со тоа што се случи и со тоа кој е виновен, кој го поставил, од која партија дошол, чив член е, туку со протести, со кршење, со тепање, со транспаренти, перформанси и слични шарени глупости. Да се дефокусираат институциите, пред се полицијата и обвинителството. Па така, наместо да се занимаваат со расчистување со криминалот и корупцијата, да бидат презафатени со протести. Нивно обезбедување, сигурноста или едноставно безбедноста на државата. Значи, наместо да ги ловат оние што испокрадоа милиони и милиони евра, оние како Груби, Ковачевски, Капушевски, и наместо да истражуваат кој увезувал отровен мазут, кој се од каде крадел, тие да мораат да стојат со штитови во рацете и да ги обезбедуваат протестите. Наместо да продолжи битката со наркокартелите, наместо да продолжи борбата против корупцијата, наместо да продолжи чистката во правосудството, ние ќе треба да се занимаваме со нивните протести. Трета цел, која е помалку видлива, е дестабилизација, и тоа ако може по етничка основа. Оние провокации со подметнатите огномети, со кои некој сака да прикаже дека на албанците во Македонија им е гајле, е за да предизвика реакција од нас, македонците. Да нападнеме некој наш сограѓанин, тој да врати и тука веќе да отвориме спиралата на насилство. Па така, нема да не интересира дека Бектеши е од Дуи, туку ете и тој Кутриот ќе стане жртва на антиалбанство. И четврта цел е целта на оние чегеварчиња, кои на ваков ефтин начин сакаат да ќарат некој политички поен пред локалните избори. За нив нели сите се исти, и ВМРО и СДСМ, и тогаш кој останува демек чесен? Чегевара и неговата црвена младина. Од овие најмногу ми се гади. Значи се на се, станува збор за груба злоупотреба на една огромна национална трагедија. Но и за ова имаат оправдување. Замислете, обвинуваат власта дека се плашела од протести и народен бунт. Протести против што? Бунт против што? Тоа што 10 месеци се на власт и што во тие 10 месеци сменија повеќе работи од било која власт досега? Па заре мал пример е истрагата за Кочени? Заре мал пример е што во притвор се и полицајци и што двајца од градоначалниците се од ВМРО, а не од СДСМ? Мал пример ли е што една недела, за само една недела дури 34 луѓе се веќе обвинети? Факт за кој дури им љубоморат оние нивни српски шарени побратими, кои прават споредба како кај нас за Кочани, толку бргу се завршила работата, додека кај нив за настрешницата во Нови Сад чекале месеци и месеци за да видат резултат. Да, вознемиреноста, гневот и огорченоста за 59 животи кои ги загубивме во Кочани се чувства што ги споделуваме сите. И нормално е да сме гневни, лути и да сакаме акција. Посебно младите. Но мора да бидеме одговорни и да не дозволиме сиот овој гнев и револт да биде изманипулиран од злонамерниците и овие политички некрофили кои сакаат правдата да си ја земат во свој раце, да потикнуваат линч и хаос и кои, како што објасни, си имаат своји скриени политички криминални цели. Најдобро тоа го опишува колегата Геровски кој веле, го цитирам: ништо не значи тоа кога протестираме против систем или против било каков колектив. Ништо не значи кога бараме колективна одговорност. Така само ја криеме индивидуалната одговорност. Така ги криеме виновниците за трагедијата и за состојбите. Кога земаме камен во рака за да истераме правда, всушност правиме најголема неправда. Протест без јасна цел и без јасна артикулација води во хаос. Ова се однесува за нас, за обичниот и искрен народ. Овие другиве, тие се друга приказна. Па погледнете само што излезе. Не мора одма да уđete u blokadu. Znači, taj plenum i to organizovanje plenumskog karaktera vam služi kao korektivni faktor da pričate o stvarima. Znači, naši plenumi su na početak trajali po 4-5 sata. Plenum direktno diskredituje parlament. U smislu kao plenum je tu zato što parlament nije radio svoj posao. Pa доколку ви не напират повикани подемек сакаме да збориме со вас, што кој да збориме. Ali to je kasnije, znači neki sledeći korak. Znači za početak svi smo jednaki i ne postoje prednosti.
Да. Представници, речемо, ми смо звали представници на парламент и на те ствари кои нас на факултет те касније у својству представника. Ви направите мейл за пленум и, например, Инстаграм за ваши локални пленуми. Идеја пленума е да скине одговорност со поединца, а ваши захтеви нису усмерени уопште ка студентски представницима. Ваш едини захтев може да буде да сви студентски представници и сви парламенти дају оставке и да се распишу нови и скроз транспарентни избори за та места, што смо ми тражили. Имате и бугарски пасоши и многу више шиптари и тако све, али као можете тоа да користите као толеранцију, као да... Не се точно за кај нас, за овие што се хамериве што искина и за ти знаеш, бев тука и знам што се за тоа ви кажу. Има една организација Младинска банка, се има подрачки од општината и од УСАИД, нема врска, ама зборот ми е што како они не се, не кажува идеи, него само како дадоа фулмастери, местото е на општината на млади хавари има и кај вас. И, знаеш, како дадоа фулмастери хамери, сега, знаеш, ја ли треба да плакам за вако за хамер да дам 50, знаеш, они како купиле 20 хамера, јави дечки, пишувате што сакате. Вие организирате со онака како логистика само дадоа. Ќе биде нешто така, ама се глупости, зашто додека го зборите ова, вие заборавате што се деси во недела. Вие не сте свесни колку се само гневни луѓето, колку се само повредени луѓето. Не знам дали се свесни за тоа. Овдека умре во еден удар. Да. Не се знае уште колку жртви има. Значи, имаш цело село кое што пропастено. Тие луѓе нема да седат мирни. Нема шанси да седат мирни. Ѓабе, значи, не може на никого вината. Вината е во повредата, во болката на луѓето. И тоа ќе биде. Значи, ние само треба сега да се организираме некако како најефективно да искористиме ова. Лошо е представително да имаш веднаш протести, бидејќи така делува, кој да имаш прљави намери. Знаеш, не ти е од тоа дека имаш сочувство кон трагедијата, кон жртвите и се тоа. Така да мислам дека тоа треба да биде поише испланирано, за тоа не може сега понеделник веднаш со протести кога немаме ниту цел. Точно определена цел, реалистично. Да бе, добро си све рекла. Ова е само дел од видеото кое се појави на социјалните мрежи од состанок за српско сценарио за хаос и дестабилизација и тоа на партиски активисти од опозицијата во Македонија, координирани кој што видовте од Белград. Релаксирано ги видовте со смеа група членови на подмладоци на неколку опозицијски партии дискутираат на Зум со српски активисти и добиваат совети како да ја злоупотребат трагедијата и да ја втурнат државата во хаос. Зад овие ликови стојат истите нивни ментори од шарените револуции и тоа јасно се гледа и од профилите на социјалните мрежи. Станува збор за координирани обуки во кои учествуваат граѓани од Македонија, како и обучувачи и активисти од Србија, каде веќе подолг период нели гледам има протести, улични движења со дестабилизирачки карактер. Ете на снимките се слушаат совети за тоа како требало да се организира привидно спонтан револт, како да се избегне секој институционален диалог, да се креира медиумска драма и да се манипулира јавното мислење преку лажни профили и фабрикувани пораки. Но мислам дека се прочитани. После 3 децени, народот е веќе свесен дека во Македонија постои паралелно паразитско така наречено невладино општество, кое се храни од нашата доверба, тага, гнев, незадоволство, но и работи против нашите интереси и неретко е тоа платено од надвор. На младите им порачувам, не дозволувајте овие паразитски идеи да станат ваши, особено ако тие идеи ја подкопуваат вашата иднина и иднината на македонската нација и држава. И свесен сум дека заради ова што го кажувам ќе бидам жестоко нападнат. Не само јас, туку и другите кои како мене го креваат гласот против оваа појава. Не етикетираат и обвинуваат дека го делиме националното ткиво, дека го политизираме случајот, дека ете ги делиме луѓето на шарени, соросоиди и слично. И некои ќе потпаднат по таа кампања. Не ми смета, не ми е прв пат да го кренам гласот кога искрено верувам дека сум во право. Пцујте ме, критикувајте ме, но едно ве молам. Не дозволувајте никој да ве манипулира. Не партиите, не шарените, не чегеварчиња, а најмалку оние што со години го разнебитуваат македонското општество под маската на некакви си граѓански невладини организации. Оние кои еднаш им успеа таквата манипулација, а кое гледате од денешна перспектива, колку не чинеше. Затоа сега прашајте се кој себе повикува, зошто и со каква цел.
Не верувајте слепо. Еве и мене не ми верувајте. Испитајте сами, просурфајте, видете кои се тие ликови, видете што направиле, кои се нивните агенди. Размислете и одлучете според вашите убедувања, а не според нивните. Но пред било што да направиме, луѓе, дајте да оставиме уште малку време за тагување. Пред да се одјавам, сакам да искоментирам и уште една работа. Зашто станува збор? Хеликоптери против пожарни возила, возила зитна помош, полиција и сите доктори на работа. Бројот на жртвите ќе беше далеку поголем, доколку вечерта и во текот на кобната ноќ овие служби не реагираа активно, брзо и со сите капацитети што им беа на располагање. Вака против пожарната, полицијата, Центарот за управување со кризи, лекарите, болниците реагираа во првиот клучен момент за да се спасат што повеќе млади животи и да ги извлечат од пожарот во Кочанската дискотека. Со оглед на можностите, капацитетите и ресурсите на институциите, вработените брзо и самоиницијативно се мобилизираа и дадоа се од себе за да ги спасат загрозените. Директорот на Институтот за меѓународни стратешки и безбедносни студии Раби Седрак били дека со оглед на ресурсите, екипите за зитна интервенција брзо реагирале и пружиле помош на повредените. Во овој случај реагирале, да кажеме, спонтано, активно, брзо и ова е најбитното според можностите они што ги имат. Значи, според сегашната состојба на институциите и на дали спремноста и опремата што ги имат, они најбрзо реагирале. Сабота спрема недела, 3 часот после полноќ, на 112 во Центарот за управување со кризи се јавила една мајка на девојче која било на журката и пријавила дека гори дискотеката во Кочани. По неколку секунди се изгубил контактот, а мајката во паника го информира Центарот за управување со кризи. Почнува координацијата. За кратко, пред дискотеката пристигнала полициска интервенција и екипи на брза помош од источниот дел на Македонија. Во неделата наутро, речиси сите доктори и медицински сестри од клиниките во Штип и Кочани се само мобилизирале. Во Скопје, клиниките ги отворија вратите и беа спремни за повредените, кои од Штип и Кочани се транспортираа до главниот град. Некаде околу 6 часот со хеликоптер почна транспортот на повредените до градската општа болница 8 септември. Медицинарите самоиницијативно се кренаа на нозе и дојдоа да пружат помош. Лекарите и сестрите од скопските клиники се јавиле веднаш на работа, откако јавноста дозна за најголемата трагедија што и се има случено на Македонија. Сите кои што се во можност и сите кои што можеа, бидејќи многу од нив не чекаа да бидат мобилизирани, значи сите на свој начин кои што не беа денеска на работа дојдоа да им помогнат на сестрите. Во борбата со чадот и пламените јазици, животот го загуби и полицаецот кој во патролната контрола влегол во дискотеката 15 на минути пред да се вивне пламенот. Во извлекувањето на повредените и жртвите повредени се и тројца пожарникари. За сега, докторите и сестрите на уморна работа ти даваат се од себе во лекувањето на повредените. Според информациите на надлежните, тие за сега неколку дена неуморно го издржуваат темпото и соработуваат со колегите кои што дојдоа од Чешка, Израел и Белгија. Спремни беа и тимовите на Црвен крст, кои заедно со брзата помош веднаш беа распоредени по клиниките и пружија поддршка на семејствата на повредените и загинатите. Искрено мислам дека бројот на жртвите ќе беше многу поголем ако не изреагираа брзо полицијата, пожарникарите и лекарите. И искрено не видов некој да им одаде почит на овие херои. Ваква брза реакција, ваква пожртвуваност, ваква организираност не сме виделе во поновата македонска историја. Без разлика што ќе кажат некрофилите, од тоа дека полицајци седеле со скрстени раце и гледале додека горат деца, дека лекарите криеле жртви и дека бројката на починати била поголема и слични глупости. Овие луѓе дадоа надчовечки напори да се спасат животи, барем еден живот, барем едно дете. Таква координација од гаснење на пожарот, до пренесување на повредените во болница, суитна помош и полициска придружба, ангажман на хеликоптери, распоредување по болници, итен третман, тријажа, одредување на критични случаи, пренесување во странство и слично. Навистина не сум видел во сета моја речиси 3-децениска кариера, а сум бил сведок
на секоја трагедија во поновата македонска историја. Сите овие луѓе заслужуваат да им симнеме капа и да им кажеме едно големо благодарам. Исто така голема благодарност заслужуваат и сите наши соседи и голем дел од европските земји. Македонија нема видена ваква солидарност, можеби уште од времето на земјотрос. И на крај, имајте малку милост и кон нас новинарите. Знам дека и во мојата фела има многу така наречени воени профитери и пијавици од трагични настани, и сполитизирани платеници кои работат за разни центри на моќ. Но повеќето од нас сме професионалци, кои во оваа една недела со надчовечки сили се обидовме да ви ги пренесеме најважните факти и информации. Во овие денови на тага, за нас и моите колеги тука во Алфа, но и од повеќето други медиуми, немаше одмор или одишка, се работеше од сабајле до вечер. Запоставивме семејства, жени, мажи, девојки, дечковци, родители, пријатели, семејства, што и да е. Се трчаше да се покрие се што се случува. Бркавме изјави, податоци, факти, бројки, подготвувавме извештај од настани, пресови, вклучувања во живо, анализи, се снимаше, се објавуваше, и тоа нон-стоп, едно за друго. И сето тоа носи огромна одговорност. Посебно во вакви осетливи моменти, кога само едно зборче и си има своја тежина, кога само една вест може да направи голема разлика, да влијае на некој настан ситуација или нечие расудување. Тоа е на наш товар и тоа е наша одговорност. И да, во сето тоа некојаш може би да се сгреши, да се направи невин лапсус или слично. Но мора да разберете дека и ние сме живи луѓе, и ние имаме чувства, и нас не боли секоја трагедија, секој загубен живот, посебно детски. А во исто време треба да бидеме објективни, да не покажуваме емоција, и тоа во време на можеби најголемата трагедија во Македонија. Гледаме работи кои не сакаме да ги гледаме. И верувајте, и ние чувствуваме болка, немир и револт. Но тоа мора да си го закопаме, да си го носиме дома, па за да од утре можеме пак истото. Кога не напаѓате за се и се што, имајте на ум, и ние сме луѓе од крв и месо. И тука мислам дека е време да ја завршиме и оваа епизода на седмица. Се гледаме за една недела, на исто место, во исто време.